Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Знаете, стандарт реченицата фала на сите. Значи фала на сите. Овај пат стварно ќе се потрудам едно од 15 минути да направам видео. Фала на сите позитивни пораки, фала на сите камјоџии низ цел свет и Америка што ме пратите. Значи, многу е поинтересно наместо да слушате цеца, да гледате моите видеа, да, аматерски видеа, немам време за професионални видеа. Гледам кога си дојдам например дома и на брзина да ги прочитам сите информации плюс, тоест јас читам по цел ден информации и следам, али гледам да ги одделам кои се најинтересните информации за вас. Тие што немате време да чекате, например, да речеме, кажи го, што немате време да чекате, нели, да ги објавам видеата, најчесто на Twitter. На Twitter споделувам, значи, другари, јас сум веќе унатре, вие сте тука во човечето, што сум ви го ставил уште 2019 тука, значи, треба само да улезете. Многу луѓе така се смееја, неки ја да улезат, сега више се напад да станат милионери. Значи, оваа година можно е само од Кардано да имаме некои милионери македонци. Еве, другари, за овој спаднав управо. Мразам таа реченица да кажувам испаднав управо. Али тоа е реалноста, тоа чудо, USDT, внимавајте, гледајте почесто трейдови, флипови и стейблкоин кои држите, гледајте најчесто да ви се на USDC, не на USDT Tether. И честито до тие македонци што си го избрале Tether и USDC, мора да ги пофалам, избрали си да се купуват USDT и USDC, таа е стара легенда, 7 години или повише. Уствари не се кеам USDC колку постоеше, ама USDT сторијата беше, имав еден пријател, он купуваше, трупаше и ми вика, после некој месец вика, брат, вика, много вика добар коин избрав. Кој бе, брат? Вика, коин ли е, токен ли е, вика, избрав го, вика, на долар го купив, вика, ниту е паднал, ниту е мрднал, вика, много е стабилен, вика, цело време, вика, стоја, вика, на $1, вика. Замисли колку ќе експлодира, ја му вика, на колку чекаш, бе, брат? А вика на $10, вика, сигурно ќе отиде, гледа колку е стабилен. Ја му викам, човека, бе, тоа е стабилен коин. Че јас зашто викам на луѓето, многу се слави луѓето со англиски тука, бе, брат. Они мислат ќе додат некои тука 15 години, 20 проанглиски. Ало, тие се македонски заедници. Тие македонци се дружат со срби, босанци, бугари, хрвати, црногорци, словенци, значи со руси, со украинци. Че каков јазик може да научат англиски, брат, броукен. Че ние самите збореме на некој чуден јазик англиски и се разбираме за чудо, брат. Што американците не се чудат, али типо ми вика стейблкоин. Викам, брат, стейблкоин значи 1:1 со долар. Леле, брат, едва му објаснив. И после кога ќе речем дигитално неписмени, луѓето ми се лудат. Луѓе, и јас сум дигитален неписмен за многу работи. Ама ја одбирам да бидам дигитално неписмен за тие работи, затоа што немам време, брат, не ми е од интерес тие работи да ги гледам. И затоа сум дигитално неписмен и јас. Али, другари, вие улавате да ми коментирате, улавате да ми праќате пораки дека крипто е глупоски, исчезне, биткоин нема да постои. 11 години ме тромозат луѓе, например, јас имам групи, имам си YouTube и си постирам, нели, си одвојувам. Замисли која е логиката ти да улезеш у таа група, место да научиш да читаш, ти улаваш у групата за да кажуваш дека тоа ти не веруваш у тоа. Значи, брат, шо ема да улаваш у месарницата ако ти не геш да купиш месо? Ще иди на кафи шема, брат. Шо да ви кажам, брат? Страшна работа се македонците, брат. И преска еден коментирал, ја после 2 дена го видов, не ми излават коментарите сите, ти нели Славчо го е постирал. Видеото, иако имам ставено опции сите коментари не ми излават, не ми излават. Гледате и сами, јас сум под блокади. Коментирал, тоа не е вие не давате финансиски си совет, ама вие давате финансиски совет, другар, да, оладе, брат. Да сме му кажале кога да продаде, ние сме продавале, че ја нон-стоп човек и кажувам луѓе купувајте да изберат кои коини, разбираш ли, за staking rewards, да живеат од staking rewards, а ако начекаме добар bull market со овие драми од Трамп, да кешираме, да чекаме да падне и пада си накупеме. Значи, ја не сум продадел луѓе. Ја чекам, братче, да кеширам на здрав bull market. Не е таа стигнал биткоин до 69.000. А какви 69.000, брат? Чекаме да се кешира сериозно. Ако не ме задоволува сумата, може и да не го кешираме, другар. Финтата е вие да кеширате и да не чекате да падне и да се накупите. Ја може нема ни да кеширам,
оваа година. Ја може ги флипнам му Star Atlas, може ги флипнам му некоја друга игра. Мене ми е целта да флипнам, да имам шо повише коини и токени. Мојата цел не е повише кеш, иако кеш ми треба за да се преселам во Македонија, али да не ја филозофирам. Другари, дај жиди се оладетем со тие нешто паметњакович пораки, брат, као демек, ти си финански советник, ама не си, проста дума е, брат. Ја мора да кажам дека ово не е финански совет. Секој сам се одлучува за парите. Ама да, правам лапсус, значи, кога сум возбуден, оно, нели, дека знам дека ќе падне берзата и викам, луѓе, купувајте. И паѓа берзата, купува и после лита. Чи објавам после тоа 30% литнале работи нагоре. Ако сте толку паметни, продадете, брат. Че јас сум кажал луѓе, купувајте, купуили на ниското, за нема ни 8 сата, додека одспав, додека станаме тоа више литнало 30%. И ова им пишува, ама ти, нели тоа не е финански совет. Па не е финански совет да речеме, кажал сум ви купете и оно да падне од дупката, да падне уште 30% и уште 30% и уште 50% да падне, 60%. Разбираш и стварно да нема пари и да рече, брата, бе, гледај ти кажа купете, оно падна да речеме 20% и ти ја да му речем купете и иако не го кажувам нели така тактички, го кажувам добро, смислено го кажувам, видеата ги правам, замисли 99% им пишуват дека видеата се корисни што ги правам. Купете, што значи дека не се плашим од дека bear market ќе улезе и секош мора да се најде еден паметнакович кој што уопште не размислува, седнува и да изфилозофира нешто као демек финански со, што си го времето, ја убаво му објаснив, така да кој сака там да гледа, да чита. Еве, другари, народо на Марс се качи, ние уште се вртеме у круг дали било финански совет или не. Не е ништо финански совет. Ово е, другари, јас седнувам воодушевен, сакам искрен, те луѓето пишуваат дека сум искрен, сакам луѓето да улезат македонците у крипто свето и на своја кожа да осетат за нивните пари да се изберат проекти. Кога ќе купат, кога ќе продадат, колку ќе чуват, кои коини ќе ги изберат, колку на стокинг rewards ќе чуват, ваш избор, другар. Еве, не е ништо финански совет. Че ја мора да го кажам тоа. И да кажам купете, продадете или што и да кажам коините, ја на краја мора да кажам ово не е финански совет. Ако не го кажам, разбираш, јас и нели кажувам. Фактички двосмислено е тоа, значи јас кажувам купете, сакам да кажам јас си купив, разбираш. Разбирате ли? И за тоа почнам да ги снимам тие видеа и плюс снимам видео за илјадарка дека сум купил и преходно за илјадарка дека сум купил. Че не е само да зборам купете, и јас сум купил. Разбирате ли? И секој се најде еден таков паметњаковиќ, што му е досадно, промашил влезо на крипто и филозофира. Да, дружи, да не тој сега некем више престанав со тоа да те покажам кој си, па у видео да ти има, па после ми се кукат, па избриши ми да дај другар, земи таа оди на кафе шема, брат. Они мислат јас седам, отворам му профилот кој е коментирал, па дали бил развиен, па дали бил со мускули, па дали бил нешто, волците, тигрите. Другари, јас едноставно враќам на пораки. Уопште не ме интересира кој сте. И на Груја ако сакате барчет да сте, на Мјалков ако сакате, кој сакате сте. Ја враќам на човек што е напишал глупост. Ја не враќам на ти кој си бил Рајко Петко. Кај мен нема Рајко Петко. Ја на сите враќам соодветно. Така да, оладете од мојата група, брат, кога да продаеме, кога да купиме, делит блок, излезете си од групата. Чи општо кажам, ако не сте доволно интелигентни да разберете што сакам да кажам со тоа купете, значи земете там, краставици на пазара продавајте, брат. Не сте за крипто, брат. И после дигитално неписмени били. Па дигитално неписмени. Сите канали ви кажуваат, дури поднаслови имате, ајде, all in, buy, и накрая каже не е финански совет. Само сега топлата вода измислил, брат. Пишува, на мене Славчо, пишували сме финански совет, било, не било. Замислете си македончето да седе некој двајца, пази, Славчо се разбира 2000 пати повише од технички од мене, место да го праша нешто корисно прашање или да иде на кафе да го викне у Скопје или у Македонија таму некој град да научи нешто. Они седнале, братче, криви дрини, сливи на гавер, седе и пишува тука, чекај, финански совет ли, не ли е, брат, шо да купам, да не кажавте нука, нацни ентер, ај сега тука ентер. Да, луѓе, брат, гледаме возрастни луѓе, фамилии, чуда. Да, исклучете си го интернетот дома, брат. Исклучете си го интернетот, седат некои двајца без пари ви дават информации бесплатно, брат. Идете кај тие канали што наплаќат. Платете си и скроз да ви направат портфолио. Губам си го времето, бош мобет, брат. Многу се изнервирам од такви, брат, луѓе, брат.
И после уши 10 луѓе ми пишете упораки, брат, види го шо напиша. А другари, пишете му, одговорете му, шо му се плашите, одговорете му, шо мислите да му одговорите. Ако не им пише приватни пораки, ја немаше ни да го видам, да не им пиша приватни пораки, луѓе дека вика гледа го колку се глупира. Значи 90% мислат дека се глупира тип. Тие што го прочитале. Значи гледајте. Тука bull case. Луѓето кажуваат компании, чуи гиганти корова кажуваат чуда. Ние уште се расправяме од чато било ли финансски совет не е било. Белој. Гледај, 22 држави, човече. Че ја кажував у Македонија, шо не сте неделе кога кажував еве линко или објавата или сликата кога кажував Македонија пред 11, добро не пред 11, пред тука сум 6-7 и пред 8-9 години у Мајами го кажав тоа. Бас Хюрикен во урагано кога удри, баш кажав луѓе, Македонија замислете се да го смене целото злато. Че јас знаев уште тога и Македонија колку резерви злато има. Че у војската бев дознал. Дека ние држиме за разлика од другите југославенски држави, држиме многу злато. Че тоа злато да се надевам дека уште е таму. Че Македонија има и многу затворени рудници на злато. Турците се копале 500 години злато од таа држава, лој. После тоа се затрупано и онадено. Сите се копале таму, Римската империја копала. Ние имаме чудо од злато рудници, што е забранено и затворено. Значи замислете си Македонија, човече можеше целото злато да го смене. Тогава биткоин беше 2800 или 1800 долари. Че ние ги бевме Дубај на Балкано. Дај почнете тие работи да излегнете у мистери седен отворам, може некој да ми пратил порука. Петар Месеч, отворете у мистерии групата, брат, пролистајте таму има уназад 11 години шо останало да прокопат информации, најдете, брат, Гуштеров кажа ово, Гуштеров кажа тоа, па некоја јавна дебата тоа у Македонија зашо државата не се повише, не ја направи крипто-френдли, зашо Binance не ја повика тамо да отворе канцеларија, зашо KuCoin не ја отворат канцеларија, зашо Coinbase не е достапна, зашо Gemini не е достапен ово, зашо у Uphold не направат канцеларија, зашо канцеларии од крипто берзи не се отварат у Македонија. Да се борите за тоа. Седнал, брат, у коментари тромоземе, губиме времето. Господ, че брат. Stablecoin transaction, поминат ги Visa и Mastercard. Кои се тие Visa и Mastercard? Со 15 трилиони. Па чекай бе брат, тие карма е во. Visa и Mastercard се тие што вика дека биткоин пирамидална шема. Дека стейблкоин никош нема да се имплементират и никош нема да ги користат и дека крипто е глупост. Еве на здраве бричење. Со извинение. Ово е за Стар Атлас, треба да го прочитам. Тука Стар Атлас луѓе, знаеш шо? Тие луѓе што играат овакви игри, брат. Жално е да не седнат да го истражат тај маркет и тие ресурси што се продаваат и што се купуваат. Едва и чекам се дома Македонија да ги најдам тие. Има многу јаки луѓе што играат. Тие нема кој да еве сите од вас еве давам ви мисија. Сите од вас че јас извинувам на Голд Капици, да не почнам се прозеам да почнам зборам за кафето. Иначе пијам црно пиво. Јако е. 9%. Едно на вечер само и толку. Другари, мисија имате, кажете на сите таму луѓе што ги познавате, што играат такви вселенски игри, да земат да седнат да истражат, бе брат. Да земат да истражат таа малку економија, да истражат тие делови, да истражат што се копа, што се продава. Луѓе, огромен маркет. Гледајте. Огромен маркет, луѓе. Гледај ресурси. Гледајте човече. Дај таму, објаснете и покажете и play.staratlas.com маркетот да го разгледат човече. Тука може да се купува, се тргува. Не мора да купуват они бродови и чуда. Че може еве гледај, делови има чуда. То треба да се истражи. Че они се многу понапредни од мене. Те луѓе си играле овакви игри. Јас извинувам што ги викам такви вселенски, јас имам кочанска такво геймер, значи пуцачина, трки, вселенски, тоа е. Кој не му се свиѓа да види каква игра е. Че ја не можам да кажувам брат каква игра е. Јас ја викам вселенска игра и тоа е брат, че крај. И плюс ги иритирам другите луѓе. Луѓе, страшна работа брат. Гледај. Замислете си, се ово може да се тргува. Се ово има отворен маркет. Гледај, се ово има отворен маркет, другари. Welcome in America со нивниот интернет. Значи, се ово отворен маркет. И тоа се тргува, купува, онадува у Македонија, само у Америка, додека отворе, ќе заврши видеото, еве. Гледајте. Гледај, брат, тука се купи, продај на ниско, пониско. Ще може да правите пари, бе, другари. Може да правите пари од тредање на ресурси. Ама треба да истражите што е како е.
Треба да истражите да напукате ресурси, тие ще се разбирате зборам. Ово стварно луѓе што треба да го разберат. Така да, ако имате луѓе што се играле овакви игри во вселената, со ресурси, со тие работи што се трейдат на такви маркети, кажете и луѓе да земат да истражат. Утре ќе ве частат вечера или неко парична награда ако успеат да го сванат система што се купува, што се продава. Еве на типот што го гледаш. What if I told you that TO components automatically tied to your Star Atlas ship hull? Don't include any weapons. Значи типо еве the only signal има пишува такви работи. Тамо следете го. Значи утре е да D-Day. 5 февруари, утре. Тука е себе 5 февруари. Да се научите, другари. Сега е тука, еве, јас ќе го објавам видео, тука е 1.40, после полноќ. Значи јас сум више улезено. Сега само што влезов у 5. Вие сте 9 сата пред мене. Значи јас сум 9 сата назад. Така да, вие више сте станале, ке вас е добро утро. Значи да знаете, што ми пишувате добар ден, добро утро, луѓе, јас сум West Coast, ја не сум Мајами. Јас сум West Coast и сум 9 сата назад од вас. Значи вие ке вас е сега ке мене уште полноќ, после полноќ 2 сато, а ке вас е више сабајлето 5 добро утро, што се вика. Другари, арена. Ке има тука утре подсачени чуда. Јас си оставив тука некој кру. Чека да ви покажам, многу луѓе сака да видат тоа чудо. Значи идам operations, дел ги префрлив, дел ми останаа тука за утре. Сакам да имам на окви 4. Ако снимам видео нешто, сакам да имам 4 достапни, да видам како е human, како е устур. И устур сум оставил. Да, устур. Не, сакав и другиот. Ништо имам, да мислам. Сакав да си оставам од овие мечињата. Сакав да си оставам да видам, ама тоа е, биде. Значи, еве operations, значи бирам, гледајте маркето број. Дури можете, ама тоа не може, тоа е многу тешко. Брод да искрафтате. Ама тоа треба да имате голема флота да знаете што да собирате. Гледај, Fimbul Mamba X, што е Bounty Hunting Ship. Че може да соберете делови, да креирате Fimbul Mamba Ship, што е брод, разбираш? Тај Fimbul Mamba баш ќе ви го најдам, за да ви е поинтересно тие што пратите. Medium, ако не се лажеме, бродо. Medium и више ги помнаме Fimbul Mamba. Чека, ова е X. Кој беше погледаме сега? Ова е, мислам дека е. Другари, бродо е само колку постојат 5081. Гледајте го чудото. Значи, другари, вие можете да го искрафтите ово играта и да стане оперативно. И да одете да ловите натамо кога ќе отворат Bounty Hunting. Значи, борби, мисии, чуда. Значи, скенинг има да правите. Замислете си луѓе, овака. Да, братче, варни нас. Гледаш, многу ме нервира кога компјутерот ме провоцира. Луѓе, ово е NFT. Првото NFT у историјата на крипто, што секој детал, другари, работи. Тука ќе видите у играта, нели, работат тие чуда, тоалетни, молетни, микробранови печки, храна да се подготвува, да спиеш. Ово е најнапредното NFT, другари. Се живо, луѓе, секој детал тука е смислено од тим на луѓе. И е стајано блокчейн и оперативно, не само што е NFT арт, уметност, дури е оперативно у самата игра. Гледајте ги деталите и уште поеки детали ќе направат. Значи, ово е за Bounty Hunting. Мрсенери, кој знае што уште ќе имат, уште играта не е готова. Кој знае какви ќе има, лов, гледа, ово е затвор тука. Тука ги затварате. Значи, ќе ловите животни, ќе ловите суштества, ресурси, може и ово на црниот маркет да најдете ово. Ќе има black market, ќе тргувате со забранени ресурси, разбираш, од таа планета, ако ве фанат, ќе има полиција. Јас си свинам устата ми суши да пина малку пивце. Значи, многу јаки работи, луѓе. Значи, описменете се, брат, се вика тоа за Star Atlas, описменете се за Star Atlas. Че ово е тим на луѓе што се работиле за Star Wars, за StarCraft, за Blizzard, за разни компании. Че гледајте што може да искрафтате. Че оригинална цена му е $1823 била. 5081, а тука е не, чекай. Не, чекай, зашо?
тук е... Зар не се продава ни ето един. Беше $500 стигнал, имаше и за 350. Много ме дупи интернет, другари, много як интернет плакям, се бързо, ама изгледа да не ми се поклопува со... Еве, имате луги, овай ако му го продавате за 1200 го дава, овай за 1100, ами я път дава, одма го купува. Ще еве имате луги шо... те го я. Той е отдавна апдейт, не съм направил. Еве, за 200 309, леле, колко е ефтин, човеч. Ама добре, ефтин е сега, чекай да видим item details, колко има екипаж. Един пилот, един shield генератор, не, чекай, дека бе, що? Един пилот, един навигатор, един security officer и два weapon operator, значи 5 души. 5 души по минимум $8. Пане, нещо много е падна на цената, бе, другари. Интересно. Леле, кеш трябва да найдам сега. Много ефтино лов чудо. Не знам защо е... Да. Значи много луѓе са најделе начин како брзо да го изкрафтат. Шо тражи титаниум 6 милиона 812 хиляди, стил тражи 6 милиона и 100 хиляди, електроникс 2 милиона, Power Source тражи 2 милиона, Field Stabilizer. Човече, брат, шо ми е на мене, брат. Не съм го ни изпил цялото пиво. Устата ми се лепи. 1 милион. Particle Accelerator 610 хиляди и Crystal милион и пол тежко се събира и гледате ке се оставят един. Ама много тежко, другари, нема да се лажете сега. Овие работи да ги събере, трябва да имате сериозна флота на майнери. Тия майнери коштат баги пари. Затова ви викам, тия луги ще не разбирате, значи не упагяйте овие работи. Али, сакам да кажем, гледайте да го разгледате чудото. Сега некем видеото го правим цялата за Star Atlas. Гледайте да го разгледате чудото, може да се найде, значи да крафтате. Еве, аз шо ќе најдам, шо ќе крафтам уствари. Fuel. Значи ја имам 173 available екипаж тука и уште 154, ако не се лажам, ја возат флотата. Значи макс неам толку да надам, значи ја имам, колко имам тук овај Wallet Star Atlas? Имам 19 000, $35, окей. Значи гледай сега, 291 милиона ствари. Така ли? Да, приближно сега, толкова. Чекай да пробвам тук. Не. 291 милион ке ставам. Значи гледаш, аз съм събрал тук скоро 2 милиарди хайдроген. Ке потрошам сега 873 милиони хайдроген за 291 милион фюел. Значи 3 хайдроген крафтам ми правят едно фюел и го ставам. Няма да може да го ставам. Няма да може да го ставам, затоа шо нема, значи никой от китовите, защо я го ставам на толкова денови. Значи китовите стават храна за тая база, що сме ние, на Устор CSS, значи за да можем ние да за да можем я да го ставам да се крафта, трябва да има храна. Така ли? Що значи това? За екипажа от тази станица да яде нещо, брат. Значи ресурсите, гледаш, нон-стоп се трошат. Додека на мене гледат, овие станиците ми копат. Копат ми храна, копат ми горево, копат ми муниция и копат ми тулкит. Алат. Просто кажено. И сега, аз шо ќе направам? Тактички, resupply кидам, ќе ставам 20 000, това за да го снимам и за да си го активирам. То ќе го изеде за точно... нещо се сменили, бе? 200 000, братя. Не писаме ли суми, братче? Леле, 200 000 храна ќе не бъде. Значи 55 секунди имам, за да си го активирам. И после ќе чекам на гага и чекам, братче, китовите да ми стават храна. И ќе ви кажам, китовите, тия големите, мултимилионерите, стават храна за они големите тия работи да ги изкрафтат там, шо надуват и фактически ние по-малите играчи, кажи го, имаме бенефит, по-бързо ни се крафта въквото. Без храна се по-бавно крафта, со храна се по-бързо крафта. Значи имам 55 секунди. Машала. Да видим. 20 000 храна, имам 55 секунди.
да активирам 291 милион. Идеме старт. Ovaj път Solana трансакциите се бързи. Иначе днешка бев изгорел 20 000 храна, от и Solana трансакцията не им помина. Да видим ке се активирали. Брас. Добре, помина. Гледа ovo сега. Край. 55 секунди и изедях. Ке се появи после някое време, чекай по ствари, ке ударам един, кажи го, ке ударам един рефреш. Натаму другари со 3D-то по-ясно ке вие и за тие што не разбирате во какви игри, ама сакам да ви кажам, тие што разбират знаат што изборам, тоа го покажам само за нив. Другари, за гледај сега, како нема храна, колку е ово? Боже, сачувај. Мали јас ставив 291 милион. Значи, брате, 161.666 часа ке крафта 291 милион. Ама, чак пат ке ви покажам. Значи, сега кито, ако ставе храна, ово, другари, на многу повише ке падне. Значи, ја шо правам? Ставам 291 милион. На големо одам, значи ја моментално платив $35. 18.964 Star Atlas сум дадел за овај крафт. $35 сум дадел, значи 18.964 видовте таму кога нацнав. 18.964 Atlas сум дадел токено, не DAO-то, туку Atlas, тево DAO-то е друг, таа е и главниот токен на играта, како главните акции, а ово е in-game. Значи дадов 18.964, т.е. $35.27. И кога ќе настават китовите храна тука, гледате resupply ко кидат, они добиват овоа. Добиват, гледате ли тука? LP добиват. Тие LP може да се користат за клейм на Atlas и други работи там, уиднина. Значи ќе направам, кога ќе стават тука милиони, ово ќе падне многу саато. И ја ќе стават, ќе крафтам побрзо, ќе стават, ќе ми се намалува часови, и побрзо ќе крафтам, разбирате ли? И затоа сум ги ставил на толку денови, на скоро еден месец, што се вика. Просто кажам и повише еде, скоро еден месец ќе крафтам, они кои ќе стават храна, на мене ќе ми се намалува. Тоа беше, другари, само да ви го покажам тие што тражија. Друго идеме, чека да видиме, значи ќе има тука пуцачина, конечно почнува, за тие македонци што се смеја. Леле, другари, чека да видим, изгледа надминав. Да, брач, надминав па 30 минути. Чека да видим само, јас извинам тука да видиме колко е. 28. Ќе привршам сега. Значи, гледајте, ово е мапата, брат. Оваа арена ќе има утре тест. Значи, шо правите? Гледајте сега да ја покажам. Значи, The Ultimate Battleground from Oni Central Space Station. Значи, тука ќе има борби. Тука, другари, одете на Discord, на линку, и ќе ве однесе на Discord. Треба да имате профил, треба да знаете што правите. И таму, другари, ќе има Get Access to the Upcoming Patch. Значи, утре ќе снимам и видео, кој ќе стават тие, нели, клучеви, може и на мен ќе ми дават, па ја ќе ви давам, за да улегнете да тестирате. Може ќе има награди, не знам, ќе гледам утре, ќе го гледаме видеото. Значи, ќе биде интересно. Играта се развива, тие што македонци што не верува, нема да си играе играта, другари ви поема немате. Друго, во успоредба, колку, и тука превршувам видео, другари, на дечкото му треба помош. И не. Најбитното не го кажав, другари. Гледајте сега. Ерик Трамп, in my opinion, it's great time to add Ethereum. Значи става овоа, ја го и објавив, али изгледа типчето, братче, го продаде и направи парички. Son of Donald Trump oversees lots of his businesses, and he came out and said like this, in my opinion, it's a great time to add ETH, and I saw this, and my friend Bobby texted me and said, hey, this might be a good idea to buy some Ethereum, and I was like, maybe it is. And all of a sudden, they started to move We are not selling Nash Trump these tokens. So here's what happened. They are saying that they didn't spend anything. Donald Trump linked DeFi protocol World Liberty Financial, transferred more than $250 million in Ethereum, wrapped Bitcoin and other Ethereum-based assets. Значи Трамп твърди дека ништо не продават, не трошат. So, Eric Trump comes in, good time to buy some ETH.
hey, we're going to transfer this over to Coinbase Prime, and hey, we're going to sell like crazy. Allegedly. Allegedly. This is from World Liberty. We're making routine movements of our crypto. Добре, Here's a брат. great website. This is the whole, whatever. So if we come over here, and you can do this too. That's why we like to do on research. Другаре, во ќе оставам видео под See where it това, says ќе top оставам под counterparties? видеото, You can малко click да се on- активира. Ја може да го постирам и у групата, ама не. Ќе оставам под видеото доле, да се помачите малко да тражите видео. On that, it'll tell you where it went. Chain. Дека Say, виж, чек say сега. this. In the last 24 hours, Ethereum didn't buckle, didn't go down. And actually, in the last 24 hours, it's up 3.5%. Let's take a look at that real quick. So let's see. This was at 3:30, 5. What time did he announce that? Around Гледайте 6:30? сега. Look at that. Сино на And Трамп everybody fell for it. повикува, купувайте, ама And they продаде bought напред like луда пара. crazy. Значи не е потвърдено, All the way up ама to е here. възможно. Oh yeah, look at that. And then of course people are like, hey, wait a second. Maybe I shouldn't have done that. And then it goes down here, И Трамп ще син му е пак купил. and so on and so forth. So if that was you, it is up a little bit right now. Значи, but тај it's a или good китовите lesson to се, learn, или е right? на Just Трамп because сино. the president- Наискрено, ја не верувам дека на Трамп сино, пошто сигурно нема да, они се милиардери, брат, нема сигурно да го засраме татко му, ама китовите е возможно да изиграат тактички. Значи, треба да внимавате луѓе што правите, гледаш. President's son says it's a good time to buy Ethereum. Doesn't necessarily mean it's a good time to buy Ethereum. Anyhow, let me know what you think about that in the comment section. Maybe I'm way off base for what I'm talking about here, but that's just how I actually see things. So Другари, оставам на вас да процените дали Трамп, сино на Трамп уствари, или китовите на ово, кажи го. Ово ќе го ставам и како слика. Значи, дали Трамп, чек да ударам ока принт скрин, дали Трамп, сино на Трамп, или китовите ја повише сакам да верувам дека се китовите и не верувам дека на овај оти блокчейн се прате, може да му најдат адресата и драндрањарења, да го засраме татко му, не верувам. Ама, еве, другари, тоа е шорткат видеото. Овде е повише од 30 минути. Поздрав. Другари, лайк, сабскрайб. Не забравајте, колку повише коментари ставате. Јас се извинувам кај повеќето луѓе викат дека многу реклами се појавале. Другари, многу лесно. Појава се рекламата, бум, скип. И користете Brave браузер. Тие што сакате да гледате рекламата, например, ако е некоја интересна реклама за технологија, гледате рекламата, да знаете придонесувате на каналот, гледаш не наплаќам ништо од рекламата, ако се направат пари, ќе се објаве колку пари е направено и ќе се купи некој гейминг токен, ако успеам флип-млип, ќе ги давам у награди. Поздрав и чао. И не забравајте, другари, споделувајте го на Facebook, моите видеа, споделете на Instagram, на Twitter, било дека за шо повише македонци да дојдат до аматерски пристап на информација кој што може да го сменат животот. Чао.